Државата ќе го плати лекувањето на Тамара Димовска. Ова беше изјавата на министерот за здравство Никола Тодоров, кој влија надеж во семејството Димовски. Но за жал, од тогаш па се до денес, семејството нема добиено никакви информации. Вродената болест на ребетот на 9-годишната Тамара се повеќе напредува, а институциите немаат никаков слух под ова прашање. Единствен одговор кој семејството го добиле од страна на Фондот за здравствено осигурување е дека случајот на Тамара не е иден. Во фондот ни кажа дека случајот на Тамара не бил итен. Не знам, со над 80 кривина не е итен. Не знам со колкава кривина треба да бидеме ние итни. Што треба да направиме за да бидеме итни и за да ни дозволат да конечно се лечиме во странство, бидејќи незиниот случај не треба да се чека. Самата болест не дозволува чекање. Значи, ни се явуваат нови бронхитично дишење имаме. Проблем со срцето ни предстои. Ни предстојат невролошки проблеми. Значи, нема да постои сега една операција, сега ние треба да правиме 3-4. И што ќе направиме со оваа чекање? Значи, не ни дозволи, имавме закажана операција на 28 август. Не ни дозволи да одиме да се лечиме, да се оперираме. Ни рекоа ќе биде понатака. Како и сега што го викаат, ќе биде. Семејството се надеваше дека по јавното ветување на министерот Тодоров процесот ќе се забрза и лекувањето на нивното дете конечно ќе започне. Сепак правната процедура и повторното приложување на документацијата за историјата на болеста на Тамара дополнително го успорува процесот. Со самата изјава јас искрено се израдував дека еве конечно после 9 години ние ќе успееме да се оперираме, ќе успееме да станеме на свој нозе, таа кривина дека ќе се смали, но ништо од сето тоа не се случи. Тоа си го кажа министерот неговото мислење, ние си останавме само да си чекаме. Се заглави во правната процедура, значи мора да ги донесеме сите испитувања што ги правевме, сите мислења од сите болници од Македонија, дали може да лекуваат тука или не, наново не тера да ги правиме. Повтор пат ги вадиме тие документи, што мислам дека после 3 месеци извадени, пак не тера да ги вадим. Мислам дека тоа е непотребна работа, според мене, како мајка, бидејќи е малтретирање за мене, за незе, отсуство од школа, отсуство од секаде, проблеми, малтретирање. Ја не гледам ефектот од тоа. Во моментов, релативно лоша е здравствената состојба на Тамара. Таа секојдневно има проблеми со респираторниот систем. Во моментов го лекува бронхитисот, а проблеми представува и носењето на училишната торба. Мајката на Тамара, Жаклина, јавно ги повика надлежните институции да ја согледаат потребата од итното лекување. Секој ден сум во Скопје. Секој ден барам прием кај директорката на фондот, кај министерот. Значи, нема прием за мене. Значи, мислат дека ние лажеме. Ако мислат дека лажеме, не ни треба нас итен случај, не ни треба итно лекување, нека повелат, нека дојдат. И нека го видат во дете дали му треба итно и дали не. Че стварно ситуацијата е алармантна, јавно ги повикувам сите да видат што се случува со нашето дете. Не бараме ние помош за не знам што, значи не бараме помош за да се лекуваме ваму или таму. Тие се тие што треба да одлучат каде да се лекуваме. Новата ситуација е многу критична, што ние мора да бараме нови профактури, нови документи да доставуваме до сите болници во странство што имаме. Документи прва е Хрватска, што првечното мислење е можеби нема да се лекува таму. Се уште немаме дефинитивен одговор. Во Германија викаат 3 операции треба да се прават, во Чикаго викаат исто така 3 операции да се прават наеднаш, а 3 операции ни требаат најмалце 6-7 месеци, една година. Каде ќе ги правиме? Со кои средства ќе ги правиме тие пари? Според дел од докторите на ургентен центар, вакви сложени операции би можеле да се извршат во земјава, но со помош на турски специјалисти, со кои министерството договорило соработка. За таа намена се очекува отварање на нов ортопедски центар. Моменталното искривување на ребетот кај Тамара е 80%, што е само 20% до доведување до траен инвалидитет. Семејството Димовски по сето ова се сомнува дека воопшто фондот и Министерството за здравство ќе започнат процедурата за лекување на нивното дете.